Власта уверува, ама во јавноста и натаму има дилеми дали состојбата со стоковите резерви е навистина онаква каква што се прикажува. Пораката од српскиот председател Александар Вучик дека ќе ни испрати пченица и пченка која ние сме ја побарале, отвори дилеми кои ресорните министри ги расчестуваа со различни ставови. Министерот за земјоделство побрза да каже дека владата не нарачала ништо, туку тоа било најверојатно наменето за стопанските субјекти. И неговиот колега од ресорот економија Бектеши изјави дека не побарале, ама изрази подготвеност да ги прими. Овие институции не доставиле барање до нашиот сосед, така како што беше излезено во медиумите, но тие ако имат добра волја, ако стварно имат дополнителни количини кои не им се потребни, согласно нивната добра волја, нека го кажат датумот кога ќе почне нивниот транспорт и испорака. Ова само отвара дилеми зошто државата би преземала нешто што не го порачала, посебно ако се тврди дека стоковите резерви се полни. Така, барем тврди министерот Николовски, а и првиот човек на стоковите резерви. Според нивните тврдења, Македонија располага со залиха од 45.000 тони пченица. Од друга страна пак, од Агрокомората при ССК истакнаа дека тие немаат испратено официјално барање за дополнителни количини на пченица и пченка, но во секој случај српскиот потек го сметаат за позитивен. Никој не ни се обратил, јас сум председател на Агрокомората при Сојуз на стопански комори, никој не ни се обратил официјално или на било кој друг начин, во кој што нас не вметнал да ние побараме, нити пак сме пратиле некој емейл известување. Нашиот фокус се стоковите резерви. Колкава е количината на стокови резерви се уште е државна тајна. Властите уверуваат дека се стабилни и во доволни количини, како и дека нема потреба од креирање на залихи.